Почитувани сограѓани, локалната власт на СДСМ постизборно ќе продолжи со нови вработувања во јавното комунално предпријатие Солидарност. Откако го дуплира бројот на вработени преку Агенцијата за привремени вработувања за само година и пол владење, сега директорот на последната седница на Советот на општина Виница најави најмалку 15 вработувања и на неопределено по завршување на претседателските избори. Дека нема да престане со пополнување на сите испразнети места во јавното комунално предпријатие, доволен показател е планот за вработување за 2020 година, со кој се планираат 26 нови вработувања. Планот за вработување за 2020 година практично представува дополнување на планот за вработување за 2019 година, со кој пак се планираат 20 нови вработувања и кој, според најавата на директорот на Совет, ќе биде реализиран од најмалку 75%. За скандалот да биде поголем, советниците од СДСМ дадоа подршка за план за вработување, без да знаат колку се средства од буџетот на јавното предпријатие ќе се извојуваат за новите вработувања. А дека не станува збор само за послабо платени работни места, е фактот што со планот за вработување за 2020 година се предвидуваат и 7 раководни места. И тоа: раководител на сектор за комунална хигиена, раководител на оделение за јавна услужна хигиена, раководител на оделение за човечки ресурси, раководител на финансиско оделение и сметководство, раководител на пазар, раководител на оделение за фабрика за вода и раководител за управување со гробишта. Од тука се поставуваат прашањата за кои граѓаните на општина Виница заслужуваат одговор. Како досега функционираше јавното комунално предпријатие Солидарност без сиве овие раководители на сектори и оделение? И дали покачувањето на водата наредната година ќе биде доволно за обезбедување на плата за новоработените или граѓаните треба да очекуваат ново покачување на цената на водата и 2021 година? Ви благодарам.